Зошто се радуваме на препорака, имаме општо чувство дека овој пат е сепак поразлична од претходните 7. Макар овој пат била таа препорака и кристално чиста и целосно заслужена. Затоа што овој пат навистина е поразлично. Овој пат и ние и Брисел трчаме заедно во ист шекор кон целта. Целото наше општество, позиција и опозиција, млади и стари, жени и мажи, македонци и сите други, ги ставија во мирување своите потреби и барања за повисока плата, подобро здравство, повисок стандард, затоа што увидоа дека 2018 година е пресудна за нашата држава и земјите од Југоисточна Европа. Ги инвестиравме сите наши напори и надежи во евроатлантскиот сон, затоа што овој пат навистина имаме шанса и сме поблиско од било кога. Ова мора да го препознаат и да го поддржат и нашите пријатели во Брисел и во Вашингтон. Се радуваме затоа што и конечно научивме. На скоро најтежок можен начин научивме дека не можеме да напредуваме преку измамување или импровизација на демократскиот процес. На секој од нас му е кристално јасно, каква што и препораката, дека не може, не сме и никогаш веќе нема да има партиска или владина контрола врз медиумите, врз новинарите, врз организациите од цивилното општество, врз ректоратот, врз факултетите, професорите, студентските организации, директорите на школите, наставниците, врз судиите, обвинителите, врз бизнис заедницата и врз граѓаните. За ова, најголема одговорност е кај нас политичарите. Повеќето од нас ја научија лекцијата, а се надевам дека во најскоро време и другите ќе научат. Но сепак, цело е кога има се. Затоа и одговорноста мора да биде пропорционална од сите елементи на општеството. Покрај политиката, голема одговорност носи и академската заедница, невладиниот сектор, судството, медиумите. Свесни сме дека оваа година нема веднаш да станеме земја членка ниту на НАТО, ниту на Европската Унија. Но нам ни треба датум за отпочнување на преговори и покана за полноправно членство во НАТО со започнување на процесот на ратификација на протоколот за зачленување од страна на парламентите на земјите членки. За да го постигнеме тоа, ние ги усвоивме сите реформски закони, заедно со опозицијата. Одржавме кредибилни избори, избравме нов јавен обвинител и уставни судии, го потпишавме и ратификувавме добрососедскиот договор со Бугарија, го заокруживме нормативниот дел од Охридскиот рамковен договор и конечно, на најдобар можен пат сме за скоро, достоинствено и взаемно прифатливо решавање на спорот со името, со што веќе ја вративме до вербата на 28 членки на Европската Унија и 29 членки на НАТО во успешната приказна наречена Евроатлантска Македонија. Таа успешна приказна е заеднички успех на взаемните напори и посветеност наша и на пријателите во Брисел и во Вашингтон. За да биде нашиот заеднички успех целосен, хепи ендинг може да биде само полноправното членство на Македонија во ЕУ и НАТО без никаква друга алтернатива. За ова имаме целосен општествен консензус. А најдобар пример за консензусот е Комисијата за европски прашања. Денес, а и на секоја друга седница, ги каниме сите општествени сегменти и сме максимално транспарентни во работата. До денес, ниту еден член на комисијата нема гласано против на било кој од нашите досегашни седници. Едногласно ја усвоивме и декларацијата за забрзување на реформите на патот кон ЕУ и НАТО. Лобираме заедно, секојдневно со моите колеги во сите главни градови на земјите членки. Затоа, времето е најдобар показател. Тоа што денес се чини тешко, утре ќе биде наградено. Храброста во политиката се наградува. Храбро настапивме за локалните избори, се награди. Храбро настапивме со реформите, се награди. Храбро настапивме и во договорот со Бугарија, и тоа се награди. Храбро настапуваме и во спорот со Грција, и затоа очекуваме валоризација на сите наши храбри напори годинава. Ке завршам со следново. За да се има доверба во кредибилноста во процесот, за да не се дозволи враќање во апатијата и безнадежноста која не застранува од демократијата, оваа препорака, иако не е прва, мора да биде последна.